ова издание. По откажаната лидерска средба најава за закон со кој СЈО би се интегрирал во обвинителството за гонење и организиран криминал. Да се почитува презумцијата на невиност во случајот на Јанева, порача председателот на Асоциацијата на обвинители во Вашингтон. Пеколно високи температури во САД. Ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Екстремно високи температури во САД, кои би можеле да бидат опасни по живот. Температурата во Вашингтон се очекува да достигне 43,3 степени Целзиусови. Голем дел од САД е зафатен од топлотен бран. Температурите на североистокот и средниот запад се веќе високи. Се очекува да се искачат до рекордни бројки за време на викендот. Луѓето се предупредени да останат хидрирани. Повеќе од 87 милиони американци живеат во области каде за во сабота се најавуваат рекордни температури. Метеоролозите велат дека за кратко време во Вашингтон ќе биде исто толку жешко како во долината на смртта во Калифорнија, а топлотниот бран ќе биде краток и врел. Иран соопшти дека не било соборено нивно беспилотно летало, негирајќи ги извештаите дека американскиот воен брод уништил дрон во тесницот Ормуз. Заменик министерот за надворешни работи на Иран, Абас Аргачи, на Твитер напиша дека е загрижен дека американскиот воен брод по грешка соборил американско беспилотно летало. Вашингтон ќе го третира Тајван како нормален партнер за безбедносни системи. Помошник секретарот за одбрана на азиско-пацифичките прашања Рендал Шрајвер кажа во фондацијата Heritage, а тоа значи дека продажбата на оружје може да стане порутинска со елиминирање на неизвестноста што виси на Тајван и Кина за време на чекањето. По откажувањето на лидерската средба, премиерот Зоран Заев најави дека идната седмица во собраниска процедура влегува владин предлог закон во кој се вградени точки за СЈО. Владимир Мирчевски ги има деталите. Ништо од лидерската средба премиерот ја откажа откако председателот на опозицијата не попушти од ставот да не учествува на состанокот на кој требаше да се разговара за еднината на СЈО за измените на изборниот законник за пописот. Заев го посочи Мицкоски како одговорен за блокирање на евроинтеграциите и поставување ултиматуми на државата. Не се прифатливи ултиматуми кои тргнуваат од позицијата да штитат криминал, да ги блокираат процесите кои што земјата ја водат напред и кои ги ставаат партиските пред државните интереси. ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски одбија лидерска средба без никаков аргумент и без разумно објаснување. Бидејќи не може да седне на маса со Мицкоски, со него конечно да се постигне договор за СЈО, зашто како што рече наишол на неразумни барања, Заев најави дека идната седмица во собраниска процедура влегува владин предлог закон и во него се вградени точки за СЈО за кои веќе е разговарано со опозицијата. Специјалното јавно обвинителство како структура се интегрира во досегашното основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и добива нов назив јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција. Ова јавно обвинителство ќе има надлежност на целата територија на Република Северна Македонија. Новото јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција ќе биде водено од обвинителката Вилма Русковска, која има мандат и која во моментот го води основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, а сите обвинители кои работат во специјалното јавно обвинителство ќе продолжат да работат во новото јавно обвинителство. Ово обвинителство ќе добие зголемени ингеренции како и финансиска независност. Сите случаи на СЈО кои се пред судот ќе продолжи да ги застапува новото обвинителство за криминал и висока корупција. Бидејќи за овој закон е потребно двотретинско мнозинство, премиерот побара поддршка од сите пратеници. Уште пред обраќањето на Заев, ВМРО ДПМН потврди дека Мицкоски нема да дојде на лидерската. Пред седиштето на СЈО, опозиционерите побараа одговорност од Катица Јанева за случајот рекет. Јанева должи одговорност и одговор. Одложената оставка не е решение на скандалот. Јанева може да го повтори делото, да избега или да влие врз сведоците. Од избивањето на аферата со рекетирањето бизнисмени за што засега осомничени се само Бојан Јовановски и Зоран Милевски, Јанева, чиј телефон го одзеде обвинителството, не се појавила во СЈО. Таа од пред 3 дена е на боледување. Дали и колку Јанева е вмешана во овој случај, дополнително ќе се утврдува. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Случајот со специјалната обвинителка Катица Јанева го коментира и председателот на Асоциацијата на обвинители во Вашингтон. Ако има криминал, случајот треба брзо да се реши, вели тој. Со него разговараше Милена Ѓорѓевска.
Да се престане со шпекулација, фокусот да се сврти кон завршување на истрагата. Дали специјалната обвинителка Катица Јанева била корумпирана или не, рече Дейвид Лабан, председател на Асоциацијата на обвинители во Вашингтон. Is she corrupt or isn't she corrupt? Излезете и кажете. Ако се случило криминал, треба случајот да се реши брзо. Ако не, особено поради ЕУ процесот, веднаш да се стави на страна и да не се прави политички случај од ова. Покажете и на Европската Унија дека се владее со интегритет. Лабан вели дека пресумцијата на невиност и уставните права важат за сите лица, независно дали се работи за обвинител, како во овој случај. Тој порача опозицијата да не ја осудува пред некој да биде обвинет. Now, what is the opposition party, who used to be the ruling party? Погледнете ја сега опозицијата, која беше владеачка партија и која е под истрага, како се радува на нејзиниот пат. Ако поради овој случај се одземе целиот процес што го води специјалното јавно обвинителство, ќе се дозволи корупцијата да продолжи. Како потоа надворешниот свет ќе верува на Северна Македонија и што тоа ќе значи за иднината на државата? Вели дека кога основата за криминал се пари, се работи за фактор на алчност и одговорноста секогаш е индивидуална, а не колективна. Според него, тимот на СЈО треба да продолжи да работи професионално. They were right. They were going after the right people for the right reasons. Тие беа во право. Одеа по вистинските луѓе и за вистински причини. Имаше корупција. И сега да кажете дека сето ова не важи поради сомнежи за главната обвинителка би било многу необично. Независно како ќе заврши случајот, Лабан вели дека ваквите ситуации се реткост. I don't know of an example. Не знам друг случај кога е назначен специјален обвинител, формирана е канцеларија која завршила одлична работа и на крај излезе дека таа личност да биде корумпирана. Ако тоа се докаже во овој случај би било разочарувачки и страшно. That would be awful. Тој го спомена примерот во САД со специјалниот обвинител кој следната недела ќе треба да сведочи пред Конгресот за неговата истрага. Вели дека тоа треба да биде случај во Северна Македонија, каде партиите ќе го поддржат специјалното јавно обвинителство, кое потоа редовно ќе известува јавноста за неговата борба против корупцијата и криминалот. Ураганот Бери ги поштеди Њу Орлеанс и Луизијана, но со наближувањето на новата сезона на урагани, локалното население стравува од ново опасно невреме. Hurricanes is like this. Така е со ураганите. Кога живееш покрај водата, куќата ја градиш повисоко и го врзуваш бродот. Тоа прво го правиш. Ако преживееш, се враќаш назад после невремето и продолжуваш со животот. Чарлс Робин III е седма генерација рибари од Луизијана. Тој се врати во заливот неколку дена после ураганот Бери. Но Робин не гарантира дека помладите генерации ќе имаат сила да продолжат. Тешко е да се одржува бизнисот со покачено ниво на водата. Джеремаја Блейс е 25 годишен морнар на брод со ракчиња. Вели дека еден ден би сакал да биде капетан на овој брод, но само доколку времето му го дозволи тоа. Некогаш може да се опоравиш после бура, но ако тие продолжат да се случуваат се почесто, ќе мора да најдеш нова работа или да се преселиш. Жителите на Њу Орлеанс се стравуваат дека може да ги снајде слична судбина како рибарите од заливот. После ураганот Катрина, во кој во 2005 година загинаа околу 1800 луѓе, беа вложени повеќе од 14 милиарди долари за насипи и пумпи, но преживеаните од ураганот не веруваат дека тоа е доволно. Ако дојде нов ураган што е сличен или ист како Катрина, нема да останам, ке заминам и нема никогаш да се вратам. Градската станица за испомпување на водата е за воотпад. Некогаш и после 20 минути дожд има поплава по улиците. Кога се урнал насипот, 31-годишниот Ерл Дейвис со своето семејство и со уште 25.000 други луѓе морал да замине во едно од градските засолништа. Тогаш имал 17 години, но вели дека траумите и стравот се уште постојат. Имавме среќа да го избегнеме најстрашното во овие неколку урагани, но не верувам дека секогаш ќе имаме толкова среќа. Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски. Имајте убав викенд. Довидување.